Со блокада на булеварот Илинден пред владата граѓаните уште еднаш кажа големо не за францускиот предлог кој е доставен до собранието. На граѓаните кои денеска излегува на улица им се придружи и првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски кој им даде поддршка на присутните. Но поддршка на Македонија доаѓа дури и од Хрватска. Граѓаните велат дека не е фер ова што и се прави на државата. Јас сум дојдена од Хрватска, иначе сум македонка и дојдена сум да дадам поддршка на ова што се дешава сега со Бугарија. Мислам дека е тоа стварно не фер да не се прими Македонија заради Бугарија. 3. Не и не. Никако попуштение. Ќе се слушне гласот на народот? Обавезно. И тоа далеко, низ целиот свет. Секој ден доаѓате? Секој ден. Вака не е био. Гласот на народот ќе се чуе? Па мислам дека треба да се чуе. И мора да се чуе. Одите до крај? Да. Поддршката е неизбежна на целиот македонски народ. Правдата е таа што треба да се донесе овде за сите злоупотреби што се прават од политички аспект гледано. Ова е неправда до сега што се прави врз нашата земја? Каква ни го сменија името. Какво е тоа сега барање од соседната држава да ни се меша прво во внатрешните работи на нашата држава? Од ВМРО ДПМН уште еднаш ја повикаа власта и државното раководство да кажат не за како што велат понижувачкиот предлог од страна на Бугарија. Драган Ковачки рече дека власта не сме да ги распродава националните македонски интереси, туку таа е должна тие да ги брани. Очекуваме уште еднаш, пак ќе кажам, власта да го слушне гласот на народот. Гласот на народот е најважен. Тој народ ја има изберено власта и да не се обидува да ја префрлува топката на претениците во собранието. Ние уште еднаш ја повикуваме владата да каже не на ова решение, на ова срамно решение со кое што се брише практично македонскиот народ и македонскиот јазик. Инаку протестите против францускиот предлог се под мотото ултиматум не благодарам. Мирно ќе биде и во текот на вечерта овде пред македонската влада, а и во текот на утрешниот ден поради празникот Бајрам. Нови протести закажани за веќе в недела со почеток од 19 часот на истото ова место пред македонската влада.